Што е тоа академизам и што е тоа популизам во проектите? Академизам е теорија без пракса, или поинаку народот вели сувопарно говорење. Говорење како гаталец, а не како паталец. Зборот потекнува од академија. Кај нас тоа значи дека говориме без одговорност, идеално, како треба да биде, а не е така во практика. Академски планови се неупотребливи теориски трудови кои се убави на хартија, но се неостварливи од многу причини. Тие планови не сакаат со никого да се замерат, што значи дека не се конкретни. Популизам пак значи дека говориме она што некој сака да го чуе. Со тоа говорење му се додворуваме на мнозинството, без оглед дали е тоа точно или не. Например, популистички план е кога некој ветува нешто што не е остварливо, колку да им се допадне на гласачите. Ниту едното, ниту другото не се корисни за развој на општините. Едното води до немање акција, другото води до погрешни проекти кои не се приоритетни. Например, полна уста екологија, те пешачки патеки, те заштита на живиот свет, те шумски патеки, а вистината е ваква. Универзитетот треба да застане на средина помеѓу академизмот и популизмот. Почитувани, навистина многу интересна тема во прав момент. Ќе започнам со пример. Пред 2 или 3 недели подпишавме договор за соработка со Универзитетот на Западна Македонија од Кожани. Регионот на Кожани, односно овај дел Лерин, Кожани, надолу, е идентичен со Пелагонискиот регион, бидејќи беше базиран на јаглен. Таму беше целата. Тој регион го заврши процесот на праведна транзиција, веќе 80% од електраните се затворени, рудниците исто така затворени и рехабилитирани површините. И мислам до 2028 треба да го завршат тој процес. Ние се очекува до 2050 да го поминиме тој процес, од тие долго. Таму теќе 30 години работат на тој процес. Зошто ви го кажувам ова? Бидејќи да не се испусти тој регион, да не заминат сите млади и не толку млади жители од овие градови, од тој регион, државата финансираше 30 милиони евра во изградба на најсовремен универзитет, на отворање на нови насоки, нови студиски програми. Кој универзитет дава услуги не само за високо образование, туку во овој период на транзиција и обуки за преквалификација на сите оние што останаа невработени заради затворањето на термоцентралите. Ние имаме тука две, една во Битола, една во Кичево, таму мислам дека беа 12 во еден момент. Значи, не во Атина, не во Солун, тука. Таму каде што има проблем. Државата, односно дел од тие пари се европски, утврдиле дека за да еден регион опстане, му е потребно локално знаење. Ако нема локално знаење, локална експертиза, останува се на теоретски осврти, на можеби експертиза од странски или експерти или од други региони, кои што се можеби и постручни од локалните, но без учеството на локалните, тие само ќе си го напишат она што го знаат и ќе заминат, бидејќи не се загрижени за средината во која живеат. Ова го кажувам како пример што треба да ни е водилка. Ректорот на Универзитетот од Кожани спомна, ние сме далеку
од Аристотел универзитетот во Солун, од Националниот технички универзитет во Атина, од Националниот и Каподистријски кој е на Шангајска листа од Атина, но тука инвестираат локалните заедница да добие знаење. Но, исто така како и тема која денеска треба да се, можеби, продискутира, е и соработката на универзитетот со заедницата. Универзитетот законски има автономија. Финансиска се уште немаме, но академска апсолутна. Но тоа не значи дека универзитетот треба да се затвори во себе како посебна структура во регионот. Многу е битно да имаме соработка со невладиниот сектор, со граѓанските организации. А општините и другите власти, и централните, да ги слушаат советите и на универзитетот, и на граѓанските организации. Зошто е ова битно да се соработува? Универзитетот без граѓанските организации може да понуди неостварливи или неприфатливи решенија за населението. Вие може да понудите не знам каква некоја експертиза, технологија која традиционално луѓето не ја прифаќаа во овие региони. Значи, многу е битна со граѓанските организации да се слушни што се вика потребите на регионот, а универзитетот да даде своја стручност. А и само граѓанската иницијатива води кон популизам. Оти ако само се слуша мислењето на граѓаните без експертиза, исто води кон друга непосакувана страна. Имаше некој, рече сега, некој од овие на социјална LinkedIn, некој имаше некој истражување, ако се прашаат граѓаните, дали наместо, нели она 5 дена, 4 дена работна недела, имаше и истражување, дали се согласувате на дводневна работна недела. Сите викаат да. И сега тој вади дека со дводневна работна недела толку GDP се намалува, толку значи навлегва во сиромаштија, ама тој е експерт. Треба затоа, велам, граѓанскиот сектор со универзитетот да бидат она што ќе му дава, бидејќи одлуката на крајот ја носат политичарите. Тие се избрани. Тие не треба да носат стручни одлуки. Тоа е една од најголемите заблуди во Македонија, кај што се очекува министри, градоначалници да носат стручни одлуки. Не можат тие за се да бидат експерти. Па и министрите што се грански, не можат за се. Битно е да знаат, да слушаат што вели струката, што вели граѓаните преку граѓанскиот сектор и да донесат одлука што е приоритет, а и колку пари нели има, бидејќи некој пат сакаме многу, ама финансиските можности се толку така. И на крај да завршам јас со овие вака тези што ги нафрлив како основ за ова дебатна сесија, да кажам дека универзитетот символично на 25 април го објави проектот УКЛО мрежа. Реално ќе почне да се применува од октомври, бидејќи потребна е измена на нашите акти, за да може да се операционализира. Вие сите од граѓанскиот сектор што сте тука, ќе добиете покани, доколку имате капацитет, да ве избереме да бидите наши партнери во заедничко аплицирање на проекти, во заедничка експертиза, да не останат нашите проекти само академски, без влијание на заедницата, а пак вашите да не останат само популистички, без учество на знаењето. Така да, тука правиме еден сериозен исчекор, ние, еве, она што ви реков, ги сменивме актите,
во нашите акти за работа на домашни и меѓународни проекти поставаме можност да учесници и раководители на проектите да бидат и надворешни лица. До сега беше забрането и вие да имате најубав проект, ние ќе ви речеме извинете, ама мора да е професор раководител, оти така е по актите. Тие ги сега сме во фаза на изменување и потполно универзитетот ќе го отвориме за сите вас и затоа се и овие активности што ги правиме цело време, универзитетот да биде символ на заедницата во Пелагонискиот и југозападниот регион. Јас ви благодарам.